Ние сега тука во студио со Дејан, од тоа што нему му е фах, односно соседството. Значи Косово. Не ми е мене тоа Косово сега денеска беше многу актуелна тема, особено што ќе потсетам Косово е многу блиско до Македонија, речи си знаеме и сите случувања кои се случуваат во Косово. Се кажува денеска? Не, а она што е добро е што паднаа тензиите кои синоќа беа подигнати на највисок можен степен. Премиерот на косовската влада Курти соопшти дека ја одложува одлуката на косовската влада за примена на казна на српските таблици на Косово за 48 часови, што значи дека тензијата малку се намали. Ако се земе во предвид дека вчера беа мачни преговори во посредство на Европската унија помеѓу српскиот претседател Александар Вучич и премиерот на косовската влада Курти, каде што според извештаите владата на Косово одбиваше да го пролонгира рокот и да се повлече од одлуката да ги казнува сите оние возила кои имаат српски регистарски таблички со ознаки Косовска Митровица издадени во Србија и бара сите возила на Косово кои се регистрирани да имаат косовски таблички со РКС ознаката. Најавата на косовската влада беше дека доколку биде запрено такво возило, ќе биде казнет возачот за прв пат, а втор пат ќе му биде одземено возилото, што на онаа фрагилна состојба помеѓу србите и албанците на Косово дополнително се зголемија тензиите. Тие отидоа дотаму да српските представници во косовските институции пред околу еден месец ги напуштија институциите на Косово и полицијата, каде што имаа своји представници, така да имаше големи тензии. Вчера и после мора да се замешаат и Борел, и Столтенберг, и да се свири топката. Јас сакам само да извлечам една новинарска поента. Вчера се покаже уште едношка дека Приштина неа, што би рекла ти со твојот вокабулар, неа е СП Европската унија, бидејќи ја одби Европската унија на барањето да се пролонгира оваа одлука, но под притисок на Соединетите Американски држави пред се американскиот амбасадор во Косово, Курти ја повлече оваа одлука и ја пролонгираше на 48 часа. Уште едношка се покажа дека Приштина нема никакво влијание не може да добие од Европската унија, се покажа дека Европската унија ја нема моќта да ги менаџира овие кризни состојби, а дека последниот збор го имаат Соединетите Американски држави и ми се чини дека владата на Курти сакаше да ја понижи Европската унија вчера, бидејќи го одбиваше Борел за сите оние барања што ги беа испорачани во Брисел, за да синоќа под притисок на американскиот амбасадор се повлече од оваа одлука. Што тоа значи? Се купуваат 40... Може да се очекува после тие 48 часа? Па, она што е идејата и што беше побарано од Курти да ја повлече одлуката од утринава, беше да се вклучат повеќе американските представници. Само да објаснам што се случува. Се случува дека Белград и Приштина имаат подпишано Бриселски договор пред 2 години во кој е опфатено да се формира заедница на српски општини, кој ќе биде некоја локална самоуправа, на што се согласи тогашната влада на Рамош Харадинај, која па сега актуелниот премиер Курти ја одбива и актуелното косовско раководство. Практично, Бриселскиот договор со ова неисполнување на барањето за формирање на заедница на српски општини пропаѓа во вода. Вчера Вучич и Курти се обидоа да ги надминат несогласувањата, не успеа, бидејќи Приштина бара првин Србија да ја признае независноста на Косово, па потоа да разговара за се она што треба да разговара. Сепак Вучич ги повика, председателот Вучич ги повика граѓаните на северот од Косово да не наседнуваат на провокации, да го задржат. Провокации имаше вчера, тоа се обидувам да објаснам. Провокации имаше вчера, бидејќи специјалците вчера околу 19 часот косовските специјалци беа упатени кон граничните премини на Косово и кон Северно Косово и дојде информацијата, бидејќи српските представници најавија дека доколку
косовските специјалци влезат во северниот дел на Косово и Косовска Митровица, може да дојде до големи тензии и до судири. Вчера Вучич у 19 часот дури имаше и обраќање до јавноста, каде јавно апелираше до граѓаните, до србите на Косово да не подлегнуваат на провокации, бидејќи може да дојде до сериозен вооружен конфликт. Тоа го предупредуваше и Квори Умник, и кога беше најголемата тензија се вклучи американската дипломатија и таа успеа да го пролонгира оваа одлука на косовската влада. Ме праша што можеме да очекуваме. Очекуваме дека денес и утре се очекува американски представници заедно со европските представници да изнедат некое компромисно решение и да се надмине оваа тензија, бидејќи проценето е, ајде отворено да збориме, дека само на една страна во моментов и одговара конфликт на Балканот. Според разузнавачките служби, тоа е Русија, која нели во војната со Украина сака да ја дефокусира притисокот кој се случува во Украина и да направи неколку нови, да кажеме, кризни жаришта пред се на Балканот. И телеграфски вака во светот, затоа што имаме и гости кои што веќе ни дојдоа, не чекаат. Баш кај со нашите колеги што се од порталот, исто така ќе разговараме што се кај нив се конјунктурни вести апропо овие случувања во Косово, па и во Украина. Па ми се чини дека и ова у Косово, како и останатите настани во светот, се последица на она руска, така наречена специјална воена операција врз Украина. Она што е последно е она повлекување на руската војска од Херсон, но протекоа снимки на социјалните мрежи, каде што и дури Соединетите Американски држави како голем сојузник на Киев ја осудија таа снимка. Тоа е како украински војници ликвидираат заробени руски војници, тие кои се заробени во околината на Херсон, што се коси со Женевската конвенција и обичаите на војната, бидејќи колку и да е војникот агресор, кога ќе го заробите, не смеете да го ликвидирате така. Соединетите Американски држави имаат сериозни забелешки за однесувањето на украинските војници кои ги ликвидираат тие руски војници, бидејќи автентичноста на снимката беше појавена. Од друга страна, Киев се брани од Русија, војна е и веројатно во војна сите работи се дозволени. Она што во моментов се случува е дека Русија и натаму продолжува да го гаѓа енергетскиот систем на Украина. Запорожје како најголема нуклеарна централа во Европа за производство на струја е под сериозни ракетни напади. Според проценките, повеќе од половина Украина веќе нема снабдување со електрична енергија. Главниот град Киев 10 часа нема електрична енергија. Зима е дојдена таму и украинската влада апелира до граѓаните кои не мораат да не се враќаат во Украина, бидејќи зимата ќе биде многу ладна. Од друга страна, русите ја обвинуваат Зеленски и Киев дека се обидува преку драматизирање на нападите врз Запорожје и останатите нуклеарни термоцентрали во Украина да ги воведе НАТО во војна, бидејќи Зеленски побара од алијансата тие да испратат војници да ги заштитат овие инфраструктурни објекти. Војната трае, луѓе гинат таму, ќе видиме како сето тоа ќе заврши. Она што ме загрижува и секој ден го веламе и по 271 ден од војната во Украина, далеку дури никој не ни спомнува некаква преговарачка маса и некои мировни преговори да седнат и конечно да запре оваа војна, па подоцна нека гледаат и нека ги цртат новите карти на Европа. И најтешко знаеш што е? Кога луѓето веќе почнуваат да се навикнуваат и ништо да не ги допира. Добре, ама тоа сме ние навикнати како јавност. Ја верувам дека украинците кои се таму загрозени ни најмалку не се навикнати. Зборам за тие од страна што се гледаат. Кој бил во воен конфликт, сум имал за жал несреќа или во искуство да бидам воен репортер и да видам што све се случува, бидејќи војната секогаш највеќе страдаат цивилите, бидејќи војниците не ни страдаат во тие војни, бидејќи тие се префрлаат на фронтот, но цивилното население највеќе страда. Ево само да подсетиме по оваа ладнотија да немате електрична енергија 10 часа. Страшно. Знам дека ти после ова студиото ќе се зафатиш со една анализа и на тоа што се случува во Косово и во Украина. Сега молам режијата джингл да пушти, за да можеме да имаме време да се смениме со гостите и ќе најавам денешната гостинка. Тоа е
жената која што дојде на челото на Либерално-демократската партија, господја Моника Зајкова, од недела таа е прв човек на македонските либерал-демократи.